едно од главните цели на силата. Одиме согласно препораките на адвокатите. Господин Груевски, вчера нели беше интерпелацијата на владата на премиерот Зоран Заев. Тој во експозето на крајот кажа дека претходната влада во која долго време бевте вие премиер оставила сериозни долгови во проектот Скопје 2014 280 милиона евра. Потоа во реконструкција на болници, набавка на апарати и по други основи уште 380 милиона евра. Еде се изрази со тој израз дека сте оставиле всушност финансиско цунами во државата. Како ќе ги коментирате овие информации? Сега само година дена после нивното доаѓање на власт се уште се вади за своето неработење, својата неспособност, за својата безидејност, се вади на ВМРО ДПМН. Тоа време ќе помине. Тоа време не може долго да трае. Ништо не сме оставиле што е надвор од едно логично, нормално, тековно работење. Значи, ако се градела некоја болница и се изградила до пола кога ние сме заминали од власт, а втората половина треба да се гради во време на СДСМ, нормално е да се догради во време на СДСМ, како што може би некогаш нешто тие оставили, иако тоа не било многу, затоа што тие не градеа, не создаваа и така натаму, но сигурно имало по некој помал проект кој што не го завршиле, па ние сме го продолжили. Тоа е тоа, нема ништо посебно. Се работи за алиби, за немањето на конкретни проекти, за колапсот на градежниот сектор, го фрлија на колена за една година, така што се работи за вадење и веќе не им проаѓаат тие приказни. Ако тоа можеле да го зборат првите месец, 2-3, веќе е дегустирана работа за сите граѓани. Ти благодарам ако нема да